Македонија може да влезе во ЕУ со помош на САД единствено ако на новиот председател Доналд Трамп му биде посочено како точка од неговата администрација или пак ако имаат некаков интерес, велат универзитетските професори кои беа соговорници во синокишното издание на Клик Плюс. Според професорот Владо Поповски, САД во моментов има многу поважни прашања за решавање отколку прашањето за Македонија. Сметам дека во обсервациите на новиот председател на Соединетите Американски држави, проблемите во Македонија ќе бидат веројатно некаде при крајот. Има сигурно многу покрупни прашања кои што ќе го окупираат максимално. Евентуално ако администрацијата му даде одредена информација, некоја сугестија, ако му се чини, ама не верувам дека ќе влезе он така како што очекуваат некои новинари или други личности. Според професорот Фрчковски пак можно Америка да го остават Балканот на Русија. И нивниот став кон Македонија може да биде оставање на Балканот на една позголемена руска нова позиција. Тоа е линија која треба да се расправа во иднина. Јас се надевам дека тоа нема да дојде. Меѓутоа може да се случи да се пасивизира. Ако тука се повлечат, ако тука им дадат еден влез на Русија, тоа ќе има еден нов контекст кој ќе биде интересен да се расправа. Јас се надевам дека тоа нема да дојде, а ќе видиме. За универзитетскиот професор Ферид Мухич пак ако дојде до конфликт со ЕУ, тогаш може од некој нивен интерес да го попречат или ако дојде до доближување на нивните интереси да го поддржат процесот на интегрирање на Македонија. Мислам сосема јасно дека просечен граѓанин на Соединетите држави не би знаел да ја најде на карта и тоа од крупен маштаб Македонија. Таа стратешки и непосредно во овој момент ни економски ни никако не е на радарот на нивните интереси, така што единствено ако му сугерираат нешто би сменил, но не верувам, не гледам ништо што би го инициирало да смени досегашната политика која е пријателска и јасна. Проблем е дали ќе се усогласуваат со Европска унија која треба да завземе став околу приемот на овие членки кои уште не се, меѓу кои и Македонија членки. Ако дојде до конфликт со Европска унија, тогаш може од некои интереси да го попречат или ако дојде до доближување на нив да го поддржат процесот на интегрирањето на Македонија. Инаку председателот на САД Доналд Трамп вчера веќе го стави подписот на првиот указ кој е почеток за повлекување на реформата на Барак Обама во здравствениот систем, позната како Обамакер. Извршната одлука која тој ја подпиша значи дека администрацијата се обврзува на менување на законот со кој се покриени околу 20 милиони американци.